Владата во изминатите 4 години спроведе проект со кој на компаниите им се обезбеди пристап до свеж капитал по услови кои се значително подобри од пазарните преку кредитните линии од Европската инвестициона банка. Набрзо ќе започне со реализација четвртата кредитна линија во износ од нови 100 милиони евра, со што ќе продолжи поддршката на компаниите со квалитетни кредитни средства по поволни услови, односно фиксна годишна стапка од 5,5% и со рокови на отплата до 8 години за инвестиции и до 3 години за обратни средства. Македонската банка за поддршка на развојот, понатаму ќе ја нарекувам скратено МВПР, во соработка со Министерството за финансии ја има отпочнато постапката и се очекува договорот да се усвои на бордот на Европската инвестициона банка до средината на октомври. На почетокот на ноември фирмите ќе може да почнат да аплицираат за средствата од оваа кредитна линија. До сега, од кредитните линии на ЕИБ, во преходните 3 фази, во вкупен износ од 250 милиони евра, повлечени се вкупно 222 милиони евра за реализација на 761 проект и за отворање на нови 4782 работни места. До крајот на септември се очекува повлекување на уште 6 милиони евра за нови проекти, со што на располагање од третата линија остануваат уште 22 милиони евра. Овие кредитни линии се покажаа како најповолни и најстабилни извори на средствата за македонските фирми во кризниот период, кога кредитите од собствени извори на банките бележеа намалување. Навремената интервенција на владата со поволни кредити се покажа како најадекватен одговор на кризата и тие кредити беа речиси единствен извор на ликвидни средства за македонските компании, односно македонски компании се ориентираа во 99% случаите само на тие кредитни линии. Дополнително, владата во соработка со МВПР изврши подобрување на условите за кредитирање и воведување на нови производи во делот на кредитното осигурување. Така, новите мерки предвидуваат на тамошно олеснување на условите од кредитната линија за производството, значи олеснување за производство, преработка и извоз на земјоделски производи во износ од 10,7 милиони евра. Минатиот месец се донесе одлука со која на фирмите кои имаат потенцијал за раст и квалитетен бизнис план, а се на почеток од своето работење или привремено покажуваат негативни финансиски резултати, им се овозможува пристап до оваа кредитна линија под услов да имаат обезбедено првокласна банкарска гаранција. При тоа, се задржуваат сите останати поволности кај оваа кредитна линија во однос на каматната стапка од само 3%, фиксна годишно и рокови на отплата до 5 години за инвестиции и до 1,5 година за обратни средства. До сега од оваа кредитна линија одобрени се 22 проекти со кредитна поддршка од 5,9 милиони евра. Значи, новина е што овде се дава можност и за нови фирми и за фирми кои што се во некои од неодамна се во некои финансиски тешкоти да може да аплицираат. Следно, за да се намалат трошоците на компаниите во услови на криза, МВПР ги намали и каматните стапки на кредитната линија за поддршка на мали и средни предпријатија, за инвестиции и за обратни средства од 8% на 6,5% годишно. Кредитната линија за инвестиции е со рок на отплата до 8 години, а за обратни средства до 3 години, при што се дозволува користење на обратни средства до 50% од износот на кредитот. Исто така, намалена е каматната стапка кај кредитната линија за поддршка на извозот на 6% фиксна камата годишно и истата е со рок на отплата до 2 години, при што максималниот износ е до 2 милиони евра доколку се оди пред деловна банка, односно до 1 милион евра доколку се оди директно преку Македонската банка за поддршка на развојот. За поддршка на извозно ориентираните компании, земајќи во предвид одлуката на Народна банка за намалување на задолжителната резерва при кредитирање на нето извозници, МВПР ја намали каматната стапка на извозниот факторинг од 8% на 7% на годишно ниво. Исто така би сакал да ви информирам дека МВПР ги анализира можностите за воведување на нов инструмент – осигурување на кредитите за подготовка на извоз. Тоа е насловот на новиот инструмент, кој е наменет за компании кои имаат квалитетни извозни програми и потврден капацитет за производство и извоз на капитални добра на странски пазари. Овој инструмент
ќе го користат фирмите кои имаат недостаток на обратен капитал за подготовка на извозот, а истовремено не се во можност да понудат вообичен колатерал прифатлив за деловните банки.